Дуи не успеа да ги обедини партиите од албанскиот блок околу концептот за албанец премиер, а Заев и во ситуација да составува влада како лидер на коалиција со најмногу мандати, нема да има основа за стабилно мнозинство. Алијанса за албанците со став дека е речиси невозможно да бидат во иста влада со Дуи, а зад предлогот за Насер Зибери гледаат само флоскули. Опозицијата кај албанците смета дека Ахмети попрво ќе одбере да биде дел од новата влада, отколку негов предлог да биде мандатар. Ќе видите наскоро Дуи ќе се откаже од таа идеја, со само единствена цел да остане во влада. Дури нема ни да условува ништо ако и се дозволи да направи влада. Ја мислам дека веќе постои во Македонија во општество расположение генерално од сите страни Дуи овој пат да биде надвор новата влада. На интегративците им останува варијантата за поддршка единствена од Тачи, но веројатно шансите се мали, знаејќи ги ставовите на ДП од предизборието дека идејата за албанец премиер е тешка манипулација. Како што сега стојат работите, ако ги надминат разликите за тоа кој треба да ја води владата, Заев може да се надева на максимум 62 пратеници, неговите 46, 15 на Дуи и 1 на ДП. Тој се надева дека во август ќе успее да состави влада. Неголемиот број гласови го легитимирале како мандатар. Изјавите на Дуи дека тие треба да го добијат мандатот и да одлучат за тоа кој ќе состави влада ги смета за арогантни. Во парламентарна демократија многу е јасно кој го добива мандатот за формирање нова влада. Тоа е првопласираната, а не третопласираната партија. Процесот на конституирање на собранието и на формирањето на новата влада ќе се случат во рамки на законските рокови, а тоа значи дека пред есента државата ќе има целосно функционални институции. Август ќе биде изразено активен политички месец кога Македонија ќе го заокружи изборниот процес. И ВМРО ДПМН има своји комбинаторики за формирање влада. Велат дека преговорите се во тек, а сите опции се на маса. Ние од самиот почеток сме во фаза на преговори. Преговорите се во тек, немаме ништо конкретно што би соопштиле за јавноста, доколку следи нешто конкретно, секако ќе бидете благовремено информирани. Но дека има преговори, има и сите опции се на маса. Широка владина коалиција и нови парламентарни избори заедно со локалните до година е опцијата која срамежливо се споменува доколку никој не успее да го собере парламентарното мнозинство.